Со задоцнување од речиси месец и половина, конечно започна туристичката сезона во најголемите зимски центри во Северна Македонија. По долготрајните високи температури и суши, викендов снегот ги израдува љубителите на зимски спортови. На околу час и половина возење со автомобил од Скопје, на падините на Шар планина се наоѓа најголемиот скијачки центар во земјава Попова шапка. Последните километри од патот најчесто се блокирани од автомобили, но при нашата посета на 17 јануари тој беше празен. На паркингот кај центарот имаше автомобили, но голем број беа на вработените во околните хотелско-угостителски објекти. На ски патеките се забележува снег, но иако е втора половина на јануари, тој не беше доволен за отворање на сезоната за љубителите на зимски спортови. Единствени што му се радуваа на снегот на патеките беа најмалите кои со санки се спуштаа од ниските брда и децата што учеа да скијаат. Кон почетните точки на ски патеките се упативме со ратрак, бидејќи 6 ски лифта и 3 жичници со кои располага центарот се уште не беа пуштени во употреба. На патот кон врвот не придружуваше Адем Авзију, директорот на Елем Турс, која стопанисува со скијачките и со дел од угостителските капацитети на Попова шапка. Авзију беше и во улога на наш возач и водич во овие предели. Ски сезоната на Шапка обично започнува на 15 декември. Но годинава, вели Авзију, поради високите температури и глобалното затоплување, не можеле да почнат на време. Единствената добра вест беше што ноќта пред да дојдеме, падна првите пообилни снежни врнежи. Ноќеска имавме нов снег, нови снежни врнежи и ние цела ноќ, после полна ноќ, негде од после 1 часот, ги обработивме стазите, за да можеме да ги искористиме новите снежни врнежи, за секако да бидеме спремни и подготвени за отварање на сезоната за скијање. На врвот снегот паѓаше посилно, но поради високите температури брзо и се топеше. Силниот снег ги нишеше празните кабини на жичниците, чии мотори не проработеле речиси 1 година. Ваквата ситуација не се памети дека е имало такво нешто во ски центарот Попова шапка. Нешто слично било во 2018-19, ама вакви касни врнежи на снег или неотварање на време на скијачката сезона не се памтело одамна во ски центарот Попова шапка. Како што заоѓаше сонцето, се ретчеше и бројот на туристи. Сите капацитети биле резервирани, но речиси и сите биле откажани поради недостатокот од снег. Дека ситуацијата е далеку од добра, потврдуваат и локалните продавачи. Зекир Месими веќе 20 години изнајмува скии, санки и сноуборди. Минатото беше, имаше снег, имаше луѓе. Сега нема доста снег, нема. Чим не работа ски лифтовите, значи нема ни луѓе. Идат луѓе ве се враќат. Мисими не испрати со надеж дека најавениот снег ќе успее да ги привлече туристите и да спаси барем мал дел од скијачката сезона. 2 дена подоцна, на 19 јануари, тргнавме за Маврово. На влезот на населбата, наместо снег не пречекаа врнежи од дожд. Каливиот пат до скијачкиот центар беше знак дека годинава немало снег. Туристичкиот центар беше полупразен. Оние малкуми на туристи може да ги разгледуваат природните убавини на националниот парк, но не и да скијаат. Продавниците за изнајмување на скии одамна ги немаа отворено вратите за скијачите. Искачувајќи се кон патеките за скијање, се интензивираа и врнежите од дожд. На патеките, само на највисоките делови, има наврнето мала количина снег. На останатиот дел, онаму каде што вообичаено има снег во овој дел од годината, сега има кал. Жичницата подолго време не е во функција, а не работат ниту инфоцентарот, ниту билетарницата. Годинашнава суша удри по џебот на угостителите во Маврово, кои, не знаејќи што ги очекува, ги отворија вратите за туристите уште на 15 декември,
кога и обично стартува зимската сезона. Се паметат, може би некои лоши сезони, меѓутоа како оваа до сега искрено не. Дури сериозен проблем представуваат и ниските температури, со кои што инсталациите кои што се спроведени за создавање вештачки снег не можат воопшто да произведуваат. Дека не станува збор само за впечатоци, ни потврди од управата за хидрометеоролошки работи. Средномесечната температура на ниво на држава во декември 2022 година во просек била повисока за 3,4 целзиусови степени, споредено со просекот од 1991 до 2020 година. Во последниве 7 децении пак, 10 или помалку сантиметри снег на Маврово во декември, освен во 2022 година, имал уште само во 6 години, 1958, 1959, 1972, 1985, 2006 и 2015 година. За јануари е рано да се прават анализи бидејќи месецот не е завршен, ниту за научниците, ниту за угостителите.